Почитувани граѓани, сите лажни анкети на ДПМН паднаа во вода заедно со целата нивна пропаганда. СДСМ вчера покажа дека сите напумпани анкети не се точни, дека ниту имаат некаков рейтинг, ниту дека разликата е 2:1. Напумпаните бројки на ДПМН се покажа дека немаат никаква врска со реалноста. За еден ден СДСМ собра преку 22.000 подписи за кандидатурата на Стево Пендаровски, а ДПМН собра само 2 до 3.000 подписи повеќе за Силјановска. СДСМ за еден ден ги собра подписите иако организираше и 8 мартовски марш со над 6.000 луѓе и конгрес, каде што ја потврдивме кандидатурата на Пендаровски. СДСМ покажа организацијска и теренска супериорност. Затоа на ДПМН им беше потребен уште еден ден со платени подписи на нотар. Значи ДПМН 2 дена се мачи да собере подписи за Гордана Силјановска-Давкова и да излегува денеска со некакви бројки, откако листите за Пендаровски се повлечени. Откако видоа дека ја немаат поддршката, односно дека граѓаните се подпишуваат за Пендаровски, преминаа со подписи на нотар кои треба да се платат. ДПМН и подписите ги собираше 2 дена, бидејќи нотарите не работат во недела. Почитувани, сликата е јасна. Гордана Силјановска и ДПМН ја немаат поддршката од граѓаните како што лажно прикажуваат. И тоа не е изненадување. Силјановска е личност која ги изгуби изборите пред 5 години, наследник на политиките на Ѓорѓе Иванов и послушник на ДПМН. Изборот за Стево Пендаровски за втор мандат, за кого вчера за само неколку часа се потпишаа над 22.000 граѓани, значи стабилност, значи председател на држава која носи државата кон членство во Европската Унија. Председател без ниту една афера, кој нема да отстапи од правилните принципи и кој се грижи за сите граѓани еднакво. Ви благодарам.